19 февруари 2025 лето господа, добро дојдовте во уште една емисија од циклусот Психолошка училница. Денеска имам задоволство по втор пат да го угостам Горан Стивчевски. Горан, добро дојде во нашето студио по втор пат. Ти благодарам, Владимир, на поканата. Се радувам што сум повторно твој гост. Ја се радувам и нашата публика, затоа што имаше многу позитивни реакции, нели, после твоето прво гостување и луѓето се заинтересирани да навлезат подлабоко во твојата работа. Ти си тука токму заради тоа денеска и за оние луѓе кои што нели пропуштија во првата емисија да чујат кој е Горан Стивчевски, накратко Горан уште еднашка можеш да ни се представиш и да ни кажеш со што се занимаваш, која е твојата работа, начинот на твојата работа. Па јас се бавам со истражување на физика и технологија на свест и проширување на свесност 24 години, од 2001 година. Мојот пат течеше на следниот начин. Од 2001 до 2011 година јас само истражував. И тие истражувања ги запишував на хартија и не ги изнесував никаде во јавност. Од 2011 до 2017 напишав 10 книги како производ на таа работа и производ на работа со клиенти. А од 2017 година па до денеска, до 25 година, само пракса работам и оние истражувачки спознанија ги преточувам во пракса и ги проверувам во пракса. И резултатите сега се одлични. За да не ми помине мислата, Гоке, кога станува збор за твоите книги, Да. премногу голем интерес имаше за нив и луѓе коментира и под видеото во коментари, а и мене ме прашуваа во инбокс каде може да се најдат твоите книги, затоа што сакаат да ги набават. Значи, книги јас минатиот пат спомнав дека не ги издава ни една книжара, туку ги издавам самиот. Не знам дали во тек на нареден период ќе најдам некоја книжара со која би можел да го правам тоа, но сега за сега од кај мене. Сите тиражи што ги имав направено ми се продадени, немам штампано ново. Затоа ми е потребно малку време и малку труд да се организирам и да може да книгите дојдат до читателите. Ќе се организираме и ние ќе помогнеме со логистика, со сето она што е потребно, да дојде барем некој потребен тираж за сите луѓе кои што се заинтересирани да го имаат нели директно, да имаат таа директна средба со книгата во раце, која што нели ќе ги доближи повеќе да нели до твојата техника. Така. Горан, ти работиш, како што кажа, од 2017 веќе навака, тоа се 8 години исклучува пракса. Да. Праксата е најдоброто нешто за да се направат увиди и да имаш нели емпириско знаење, сознање и спознање нели за тоа што се работи во било кој сегмент, небитно од кој дел, која сфера. Најчесто нешто кое што се како тема обработува, шпекулира и во психолошките кругови, и во езотеричките кругови, и кај е сега мотиватори, бла бла бла, нешто имаме, многу често ја спомнуваат кармата како поим, мада повеќето од нив немаат представа што карма, карма или понашки судбина. Мене ме интересира, најчесто ми го поставам тоа прашање на сите луѓе кои се занимаваат со психологија и со езотерија, чисто ме интересира гледиштето на сите нив околу судбината. Ние ќе формулираме како судбина, не како карма. Твојата средба со поимот судбина, до каков увид си дошол ти? Што е според тебе судбина? Судбината е несвесна предодредена нужност. Таа е предодредена и ќе се случи без обзира дали ние сакаме или имаме желба или не. Таа е несвесна и ќе се случи само по нужда, односно под пат на присила или притисок. И поради тоа е многу важно да се знае дека секој од нас оди по овој пат и ако не направиме ништо да го промениме прво нашата свесност, а потоа и нашата цел свесно да ја одредиме, дека ние ќе продолжиме по тој пат и ќе дозволиме судбината да ни го крои нашиот живот, а не ние самите да правиме избор и да решаваме што сакаме од животот. Затоа што некој има луѓе многу лесно така како да се работи нели за некоја стока за продажба на пазар, бидат раскинувале кармички договори, нели тоа се судбински договори и јас се зборувам кој ќе налетам на такви тогаш нели раскинувачи на кармички договори, а претпоставам дека луѓето кои што имаат многу мал увид нели во оваа сфера, во овој дел, поттикнати од она
од реалните проблеми кои што сите нели ги имаме во животот, многу лесно одат тамо па ги дури дебело плагиат, нели, тие наводни раскинувања на хранички договори. Можно ли такво нешто некој во име на Горан Гумина Владимир да раскине, нели, хранички или судбински договор? Според моје сознание не. Такво нешто е неможно и да имаш некоја каша записи, ти да продереш во нив, да ги прочиташ и уште да раскинеш. Ова е една идеја на величина која се јавува во главите на таквите луѓе и таа идеја на величина ги презема и ги води во живот. Јас сакам да кажам сега за судбината. Само да ги подсетиме гледачите дека насловот на вечерашната емисија е веродостојни изворни толкување на делата на Карл Густав Јунг. Продолжи бе. Значи, можеме да видиме дека нужно или присилно врз самиот Цукерберг, кој е измислувач на Facebook и на YouTube, и на Мета, дека администрацијата на Бајден, според негово признание, вршала притисок за време на епидемијата на COVID и покрај факт-чекерите ти изнесувале невистини. Меѓутоа, кој може да ве присили вас да кажувате невистини? Или приоритет? Приоритет што го дава судбината или судбинската сила е дали да ми остане бизнисот, да си го сочувам бизнисот, или да, речено, лажам, односно да го зборувам невистини. Во овој случај Цукерберг избира да лаже и да не ја каже вистината. Да му даде приоритет на неговиот бизнис, затоа што тој е бизнис кој вреди милиарди. И ова укажува дека тоа е несвесна, предодредена нужност, дека тој тоа го направил под присила, несвесно, но сепак се случило, а тој го дозволил тоа. Втора, кај нас не имавме поранешен министер Фрчковски и тој говореше за тоа дека интересот е здрав однос и интересот е добар. Меѓутоа, ако е тој економски интерес здрав, тогаш е во ред. Ако јас и ти вложиме, Владимир, по половина средства за некоја фирма или и го организираме тој процес, таа почне да работи, да заработува и ги поделиме парите по пола, тоа е навистина здрав однос. И тука Фрчковски бил во право. Но што ако личниот интерес и пријателството се мешаат? Тука имаме еден глумац од Србија, Цвјановиќ, кој мешајќи ги таквите работи, меѓу личен интерес и пријателство, дозволил да остане без стан, без пари и сега да живее како подстанар кај родителите на неговата сопруга. Значи, личниот интерес не раководи кога судбината не управува, нас не раководи личниот интерес. Тоа е клучно да се каже како поента на овој разговор. И сакам да кажам дека како увид од овие сознанија е дека притисокот на судбината создава адаптирани поединци. Значи, човекот секогаш се адаптира под притисок на судбината или на судбинската сила. Тоа е многу важен увид за да го знаеме. Важно да кажем уште од овој момент е битно дека со ова судбинска сила управува волјата. Што значи да имаш волја? Па значи да имаш волја да се бориш. Кога ни укажуваат за што да се бориме, па се бориме за прогрес во општеството, каже бизнес елита. На спортски надпревари, на културолошки надпревари, на музички надпревари имаме борба за победа. Но исто така да имаме и борба за контрола и доминација и политички статус кој ќе овозможи да јас како човек, таков човек или таков карактер одлучувам за некој друг, како во политиката. И ова ни доведува до тоа, значи да се води борба за една контрола, но и победа, но и напредок во општеството. Значи ова укажува на таа дуална природа на разумот, кој може да го спонзорира и доброто и злото, но тоа е несвесно. Значи, тука веќе наблегуваме нели во она сфера на политика, нели влијание врз не само политички елити, него и врз сопствените народи, нели, во одредени држави, но и тоа се пресликува многу лесно и преку глобалните лидери на глобалната светска политика, која што не допира сите нас. Во моментов имаме условно кажано битка помеѓу два концепта, нели, глобализам и суверенизам. Како се сликува ова што вечерва го говориме врз конкретно битката која што сега е актуелна помеѓу глобалистите и суверенистите? Па таа битка се одвива
Значи, кога ќе владее едната страна, условно кажано, другата страна е потисната и кој чека својот момент. Кој ќе подреди одреден момент се менуваат. Значи, поларитетот се менува. При промена на поларитетот доаѓа до негова доминација, а при доминација на еден поларитет доаѓа фактички до дисбаланс во самиот систем. Така, например, Трамп сега доаѓа во Америка и за војната во Украина одлучува да разговара со Путин. До што не укажува ова сознание? Па не укажува дека разумот, односно судбината, преку својата сила, дошло до такви сознанија дека мали локални ограничени војни, кои донесуваат минимална штета во човечки животи, има материјални оштетувања и деструкција, може да биде надминато може да биде надминат секој конфликт. Меѓутоа, дали на кој начин тоа го решаваат од страна на Путин и Русија? Тие го решаваат на ист начин. Значи, за Украина ќе преговараат Трамп и Путин. Нема да биде присутна Украина, ниту пак Европа, а Украина бара да биде членка на Европската унија. Значи, гледаме фактички дали ова е оправдан пристап, па ако знаеме дека 27% на територијата на Украина имаат амерички корпорации, а дека исто така голем дел има и Русија под своја контрола, кој да преговара за таа територија? Логички да преговарат оние кои што имаат директни интереси. Тачно, баш тоа е разумот и логика ги оправдува овие постапки и овие факти. Затоа што тоа е систем кој функционира на ваков начин. Поново, одлуките се донесуваат со несвесно и одлуките се донесуваат нужно со присила. Значи, овој е убав пристап на гледање. Да, апсолутно. Значи, и америчката политика и руската политика денеска ги следат или ги препишуваат сознанијата на Јунг и ги користат во пракса. Тие знаат дека разумот со ваква донесена одлука може, например, за стравот. На кој начин би го разумот го решава стравот? Па или со бегање, или пак со борба. Со борба со кого? Па човекот се бори со стравот. И како можете да победите нешто што е посилно од вас и живее за борба? Тоа е неможно. А тоа постојано се повторува. И фактички сите овие одлуки кои што се донесуваат денеска се донесуваат нужно и се донесуваат насилно. Од тука значи доаѓаме се до едно суштинско прашање, Горан, дали светот и семејството, нели, како основна клетка на светот, може да се уреди рационално? Па неопходно е прво да кажеме за основниот увид кој можеме да го кажеме овдека. Тоа е дека кога нас не управува разумот, целта има приоритет пред човекот. Целта ги оправдува средствата, или кажано поедноставно, целта ги оправдува средствата. Во оваа ситуација човекот е на второ место, човекот е небитен, човекот е маргинализиран и човекот е потрошна роба. Дали може светот денеска да се уреди рационално? Ова го кажал и Јунг, дека тој не може да се уреди така, затоа што стално ни доаѓа некоја војна и решенијата за овој проблем се насилни и нужни. И баш поради ова, а никој не е виновен. Така. Кога ќе погледнеме од овој аспект, ги изнесеме фактите за и против и гледаме дека во овој систем на дуалност никој не е виновен. А сепак се случило. Сепак војната постои, сепак има жртви на војната, сепак има огромна деструкција. Секој година, не постои година кај што нема војна. Баш управо тоа. И ова доаѓаме до нешто ново, така да исто и во однос на семејството. Неминовен е судир помеѓу родителите и децата. Не поради тоа што тие го сакаат тоа, него тоа е нужно зависно од процесот на зрејење на системот или на негово одумирање. Во фаза на промисленост, тоа е предсмртна состојба на функционирање на разумот, доаѓа обавезно до деструкција и до конфликт. И тој конфликт е разорен доколку не се префрлиме на повисоко ниво на функционирање, односно на свесност. И тоа е нашата алтернатива. Така, дали постои алтернатива? Самото прашање или Да, самото прашање се наметно, постои алтернатива и тоа е свесност. И таа може да ни овозможи да го надминеме конфликтот и да најдеме решение без конфликт, од кој сите ќе бидеме задоволни. Но како се доаѓа до свесност и како да се имплементира и вгради системот на свесност денеска е непознат.
Непознато е уште и тоа дека тој и постои. Луѓе минатиот пат спомнавме дека луѓе кои 20-30 години се во духовност, во психологијата и психотерапија и психијатрија, не знаат дека уопшто постои систем на свесност, а не па да го имплементираат и да го вградат во нашите животи. Се согласам тука со тебе. Вистината е едно нешто со кое што највише се манипулира и шпекулира, не само во основните, нели, човечки дејства, нели, во семејството, на работно место, нели, некогаш секој има, нели, своја вистина од своја гледна точка, меѓутоа многу често се манипулира со вистина, дури, нели, на највисоки нивоа. Секоја одредена политичка номенклатура ви представува сопствена вистина. Според тебе, ако може вака да ја, нели, детерминираме апстрактно или реално, што е вистина? Според моите истражувања, вистината е победа над самиот себе. И мислам дека таа дефиниција соодветствува со она што на вистина човекот е неопходно да го стори. Минатиот пат го спомнав Никола Јокич, кошаркар од Србија, кој што е како свесен човек е во постојана битка и борба со себе. Тоа го истакна и Двејн Уејд, еден од најголемите кошаркаши на Мајами, и рече прекрасна е таа битка што тој ја води со себе и секогаш си поставува некоја нова цел во борбата со себе и секогаш успева да ја надмине и да стане ефикасен и секогаш неговиот придонес да биде поинаков и поразличен од другите. Да има една константа која што просто е неверојатна и незабележена во историјата на таа игра. Се согласувам дека Никола Јокич се надпревари самиот со себе, затоа за разлика од тоа кога би имал, нели, некој конкретен соперник од тој спорт, тој може би се доближил до него или би го надминал за мала нијанса и тој би наликувал на други. Тој не наликува буквално нито еден надпреваривач во не само во кошаркарскиот спорт, туку и во самата НБА лига во изминатите 50 на години. Тоа значи дека тој се унапредил, се усовршил самиот себе. Значи, да, тој процес на индивидуација кој што го зборевме минатиот пат, дали свесно или несвесно, не знаеме кај Јокич како избудна површина, ни го покажува, нели, главниот продуктот на индивидуација. Секако дека тој тоа го прави свесно и тоа е разликата од сите останати. Меѓутоа, клучното прашање овде што е да го поставиме дали ние можеме да создадеме 10, 15, 20 или 50 нови Јокичи, свесни Јокичи. И ако го познавате системот на свесноста и како тој се имплементира и вградува, тогаш безрезервно ви тврдам и сигурно ви тврдам дека тоа е возможно. Можеме да создадеме такви играчи кои ќе ја оплеменат и направат играта уште подобра, подлабока, поинтересна и со некој повисоко ниво. И кој ќе дарува убавина во која што гледачите ќе уживаат и ќе се полнат со енергија. Се согласувам потполно за тебе. Многу се шпекулира со темниот Бог воопшто. Да. Значи не само во мејнстрим религиите, туку и во некои источнички филозофии, не знам, кабали, како доктори имаме малку не милиони една. Што е всушност Бог? Што представува за тебе Бог? Да ти кажам, прво јас ќе земем еден цитат од евангелистот Јован, кој дека од Бог се сака и од Бога се плашиме. Што го кажува ова? Па ова го кажува дека она што го дарува Бог е нашата душа, а што се наоѓа таму? Значи таму се наоѓаат два елемента, стравот и љубовта. И тие доаѓаат во еден судир, кога тој ќе каже Бог се го сакаме и од Бог се плашиме. Значи, нас повторно дуализмот избива во план и тој го промовира тоа. Тој е несвесен за таквото нешто. Битно е ова да се разбере. Ваквото нешто или тој дуализам повторно го пројавува и Илон Маск во неговата, морам да цитирам овде некои делови што тој ги кажува, затоа ги земав и овие забелешки. Ова вас вели, ако инсистираме на вечен мир како компензација на разумната цел, несвесно ќе произведеме војна. Значи стагнација на општеството и стагнација на човекот. Значи ако инсистираме на еден поларитет, ние несвесно го повикуваме вториот и го промовираме и му даваме право на постоење или манифестација. И тој вели нема судир, нема напредок.
Значи човештвото напредува во совладување на пречките, но не напредува во нивното елиминирање. И дали е тоа така, кога ќе го спомнеме тоа и ќе го видиме, дали имаме страв. На кој начин човекот кој се справува со стравот? Значи се справува, спомнавме преска со бегање или пак со борба. Но како го елиминира стравот? Ние, гледајќи од рационалниот аспект на Илон Маск, ова е така. И тој го дава како завршен дел и како заклучок. Меѓутоа, што вели свесноста како алтернатива? Значи, неопходно е да го прифатиме стравот и да научиме да живееме со стравот покрај нас. Само тогаш како свесни, исполнети со љубов, ќе можеме стравот да живее со нас и да дозволиме, а тој да не влие на нашите одлуки. Неговите сенки. Да, значи нашиот страв или судбинската сила влијае на нас на тој начин што ние не одлучуваме, туку одлучува нашиот страв. Се додека не бидеме свесни, не може да дојде до промена и нема да се промени етерот во човекот. Само ако се промени етерот во човекот, кој сега во оваа ситуација на разумно управување е стравот, со љубов, односно со свесност, само во тој случај може да дојде до промена на човекот и до промена на системот. Карл Јунг рекол за ова: работејќи на постигнување на доброто и убавото, ние создаваме темел на зло и грло, затоа што и во празнината и во исполнетоста тие се едно исто. Совршено кажано. Да. Тоа можеме да го видиме, не знам, на X точки во светот. Така е. Е Палестина конкретно. Да, па ние имаме, например, на кој начин функционира разумот. Функционира на принцип на кога беше Јасер Арафат на времето пред 20 на години, му беше доделена и Нобелова награда за тој прогрес во преговорите меѓу палестинците и еврејската Израел. И фактички му беше доделена, имаше мир, огромен број на амерички компании и други компании од светот дојде и градеа. Да се заработеа многу убави пари, луѓето живееа во пристојни домови, донесоа вода, струја и такви работи. Меѓутоа, после 20 години градење дојде фаза на повторно уривање. Значи, разумот не доведува до завршна ситуација. Тој секогаш прави некој разумен компромис, кој разумен компромис секогаш може да се урне. И во овој случај ние тоа го гледаме. И не останува дали ние сме створени како луѓе да уриваме за да градиме, или мораме да дојдеме до свесност, не мораме ако сакаме да дојдеме до свесност, за да бидеме креативни, за да бидеме интегративни и да градиме од љубов, а не да градиме од страв или поради стравопочит. Тоа е многу битно. Исто можам да го споменам оваа дилема кај владиката Велимировиќ. Тоа е Николај Владимировиќ, кој сметат за врвен духовњак, може би еден од најголемите од 20 век. Че согласувам. И тој фактички слегува во еден надпис и кажува дека верата е поголема од љубовта. Ако ние го споредиме неговото кажување со кажување на светиот апостол Павле и неговата химна за љубовта, можам се да имам и се да бидам, но ако љубов немам, јас не сум никој ништо. Така. Овде да имаме конфликт на двајца авторитети. Еден е апостолот Павле, а другиот е владиката Велимир. Па сега, ако луѓето ги согледаат овие две изјави, тие се диаметрално спротивни. Значи, доаѓа до фрагментација кај луѓето на свеста. Таа фрагментација, на кој начин ние можеме да ја споиме? Во овој систем само со зависност. А во системот на свесноста со интеграција и со спојување. И затоа е важно ваквите елементи да се прикажуваат и да се спојуваат. Затоа што судир ова повторно, значи, нема судир, нема напредок. А овдека нема потреба никаков судир. Само е потребно да се следат фактите и да се провери таа вистина. Дали апостол Павле бил во право или владиката Велимировиќ бил во право. Кој ќе спознаеме самите, секој од нас поединечно го спознае таа вистина во себе, запознавајќи се себе, Така. тогаш ние ќе откриеме вистината. Не може со туѓо доживување ја да открием вистина. И без љубов нема вера и обратно. И обратно, да. Така. Така е.
Значи, многу е важно да правиме разлика меѓу вера и верување. Значи, верата произлегува од умот и таа е последица на многу силна волја и додека вербата во себе содржи љубовта. Ние фактички имаме два елемента овде. Така е. Дали човекот да се бори за љубов или да се бори против страх. Ние досега како разумни избираме секогаш да се бориме против страхот. Никогаш не избираме да се бориме за љубовта. Меѓутоа и едниот и вториот начин се сопки за нас, затоа што ние избираме една од две алтернативи, а тие две алтернативи се дел од една целина, од еден систем, од рационален систем. Тука Фактички веќе- ние не го менуваме да. систем. Влегуваме во дефиниција на разумот, верам. Да. Значи, ако разумот не контролира нас, тогаш фактички ние ќе дојдеме до самоуништување. Со текот на времето тој ги не презема како матрикс и почнува да управува со нас. Ние сме несвесни за тоа и го дозволуваме тоа. Нашиот страх одлучува за нас. Но ако ние овладееме со нашиот разум, со свесност, тогаш ние ќе имаме силен нагон за преживување. Има ли разлика помеѓу разум и ум и разум? Земете го тоа како концепт, фактички, дека разумот, кога се зборува за ум и за разум, тука е различни елементи се возможни и баш тука се прави една голема грешка. Нема потреба да се екстрахира умот од разумот. Значи имаме еден систем кој функционира под влијание и раководење на разумот, тоа е свеста, и друг систем кој функционира под раководење на свесноста или колективното несвест. Тука имаме најголема свесност. Тука во контекст делат меморијата и сеќавањата. Во првото меморијата и сеќавањата спаѓаат под влијание на свеста и затоа денеска се инсистира во училиштата за меморија и на паметење на факти. Затоа денеска имаме милион квизови кои ни овозможуваат да паметиме факти. Затоа денеска во училиштето од нас се барат меморија на факти. Затоа тие факти даваат приоритет на разумот, а тие приоритети утврдуваат у вистината. Меѓутоа, во некои случаи, како што откриваме, вистината може да лежи и на друго место. Така е. Затоа е тоа многу важно да се знае. И додав до еден увид кој што е многу важен исто. Не е потребно ние да се пружаме отпор против злото или да се бориме од злото. Неопходно е свесно да се откажеме од злото. Така е. Ако секој од нас го согледа овој факт и прифати да се откаже од злото, тоа е нешто сасвем, никој не е присилува на тоа. Вие правите свесен избор. Кога правите свесен избор, вие сте задоволни од својот избор и од својата одлука. Вие сте добар со себе и вие сте мирен. И тогаш вашиот мир и внатрешна снага излегуваат на површина. И вие можете да креирате и да интегрирате. И во тој случај само фрагментираната свест може да се спои. Точно. Многу и психолози, и психотерапевти, психијатри, ментори, не знам, лични тренери, се во некој дисбаланс представуваат, нели, некоја си материјална надградба, но тоа многу малку ја имаат во себе или незабележително она духовна надградба. Значи, што е во преден план како мејнстрим? Дали борбата за личен интерес или борбата за креативност и интеграција, која што можеме да дефинираме како Денеска очигледно борбата за успех. Борбата за личен интерес. На секој човек не се промовира на потреба уопште можеме само да погледнеме било каде и да видиме. И што е најтрагично, луѓе кои што од 20 на години оделе по тој пат, истражувале, имаат објавени книги кои од нив заработиле милионски износи, повторно прават регресија и враќање назад. Во матрицата самите тие, а поради тоа што го прават и тие тоа го прават и нивните следбеници. Еден од таквите е Нил Доналд Волш. Тој напишал книга Разговори со Бог. И оваа книга ја предал на книгоиздателство за $1,500,000. Значи човекот заработил, бил бездомник, немал ништо, успел да доживее мистично искуство и му биле пренесени голем број на информации, многу важни информации за развој на човекот и на неговата личност.
И таа негова приказна укажува дека кога човекот е на дното и ке нема ништо, тој тогаш воспоставува една блиска комуникација со тоа божествено, ке го наречам, во човекот. Меѓутоа, тој има една негова пријателка, се вика Байрон Кети, и таа воведува нова логика. И тој повеќе верува во новата логика на Байрон Кети, отколку што верува во неговите сознанија од книгата Разговори со Бог. Која беше Байрон Кети, Горан? Мислам дека беше британка. Не, и таа е американка исто, али има напишана работа, се вика незиниот дел. И во таа работа укажува дека елементарната логика е како духовност, преку метод на самоиспитување. Значи, имала прилика да се сретне со еден човек, подејќи по улица, ја вовлекол во темна улица и да ја оплячка. Таа ги симнала за драгоценностите и му ги дала. Да го гледала постојано во очите. Тој ги земал ова и рекол: Господи, сега морам да ве убијам вас, затоа што ме забележите, кога ги пријавите у полиција, ќе ме опишете. И таа му рекла: ама знаеш што, направи она најдобро што можеш. Значи, и тој се рекол: ти си луда, го фрлил пиштолот и побегна. Значи му направи еден вид на хипноза. Ја би рекол малку ова е илузија или фантазија во главата на Нил Доналд Волш и на Байрон Кети. Ние не можеме овдека нивната поента била се што ни се случува на нас не се случува ради наше добро. Па не знам, ако дете од 5 години умре од некоја болест, дали е тоа поради негова добро. Ако некој на улица го прегази кола, дали е тоа поради негова добро. Ако некој физички се пресмета, да таа физичка пресметка бидне инвалид или умре, дали тоа е заради негова добро. Значи, ваквите флоскули извлечени од джеп или од рака, се управо она што не е добро, нити за учителот, нити за оние неговите следбеници. Како може да не му се верува на Бог и Разговори со Бог, книга во милионски тиражи продадена, милиони луѓе као освестила денеска, а да се верува на некоја нова логика на Байрон Кети. Баш ја истражам да видам која е Байрон Кети. Метод на самоиспитување. Така. И дала три прашања. Дали е вистина она што мислите, како се чувствувате кога мислите дека тоа е вистина и што се менува ако мислите дека тоа не е вистина. Значи, мислата се менува ако ја промениме вистината за некоја случка. И јас колку знам, постојала замислена вистина, привидна вистина и стварна вистина. Ја колку знам, постои само една вистина, универзална вистина, една единствена. А од каде овие три вистини и како тоа мислата се менува која ќе ја промениме вистината? Па ние сакаме да се играме со нашиот ум. Што предлагаат ние на луѓе кои се неопитни и кои што сакаат и одат по пат на индивидуација да се играат со неговиот ум? Токму така. Има ли таа Байрон Кети следбеници во постојот на... Таа е една од најстарите духовњаки, под наводници, духовни лидери на САД, кој измислила ова работа, но очигледно измислила логична работа, значи останала во системот, ништо не ја извади, ништо не ја вади надвор од системот. Матрисот ја проголтал, меѓутоа кој тоа да им го објасни на луѓе кои што немаат личен опит и искуство, кога не се бават со ова, немаат време за ова или не можат да ги достигнат тие нивоа. Така. Сакам да кажам уште нешто за Нил Доналд Волш, значи Нил кажува кога ќе престанеш да се плашиш од смртта, тогаш престануваш да се плашиш од животот. Тоа е негова како заклучок на комплетното негово излагање. Јас би му кажал, заради тоа што нема лично искуство, Нил Доналд Волш не ја знаеме следната вистина. Кога ќе освестам дека се плашам од животот и не она што го носи животот, ја тогаш ќе престанам да се плашам од смртта. Именно. Кога ќе се повлечеш од таа комфортна зона. Ма кога ќе престанам да се плашам од животот и она што ми го носи животот, добро или лошо, јас тогаш престанувам да се плашам од смрт. Кога сам ќе донесеш одлука што е за тебе добро, што е лошо, а не системот или околината. Па така. И ова е, мислам, поразително за сите луѓе, ова да тврдите дека нова логика на некоја си жена таму има поголема од она што Бог ви го пренел. Дефинитивно. Па кое е тоа мистично искуство кое Бог ми пренесува нешто, а јас не го следам тоа, па која е целта да ти се дава такво нешто? Која е целта да добиваш такви сознанија од толку длабок извор и да се споиш со него, а да ги отфрлиш и да се ослонуваш на некоја логика? Елементарна логика како духовност.
И да се фокусира нели на и да се фокусира баш на тие работи кои што водат кон во матрицата, а не надвор од матрицата. добивање подобра позиција во матрицата. Во систем. Секако добива тие. Така. Во едно интервју на Крешимир Мишак, Нил Доналд Лош му рече, па ти момче не знаеш колку си среќен во животот, ти леташ, седнаш со мене, разговарате и за тоа те плаќаат. Па ти си успел во животот, си дошол во позиција да достигнеш недно. Ако гледаме и ставот на Нил Доналд Лош, додека бил болен, додека бил без ништо, додека бил бездомник, фактички тој прифаќал се и навлегол во таа длабока зона и во тоа мистично искуство. Штом печелил дебели пари, си се повлекол и се ужива во парите и не сака да презема никаков ризик. И да влегува во нешто ново и непознато. Процесот на индивидуација сопира. Процесот на индивидуацијата баш и тоа разумот го сопира тој процес. Што значи поимот будење на свеста гора? Па поимот будење на свеста значи и живување и развој на свеста. Тоа го спомнавме минатиот пат. И тој процес на изживување значи доживење на искуство. Тоа доживење на искуство фактички вас ве прави фактички вие да го спознавате и по можност да се поправите. И управо тоа е многу битно. И имаме и развој на свеста, има 3 чекори во тој развој на свеста и тој развој на свеста и тие 3 чекори се многу важни ради самата проценка и на самиот систем. И тоа има 3 фази. Првата фаза е емотивност, втората фаза е разумност, третата фаза е промисленост. Промисленост или итрина. Тоа е предсмртна фаза или на умирање на овој процес. Не може ретроградно да се направи да се дигне нивото на свестост. Тоа е невозможно. Процесот на свеста оди или нагоре, се крева свесноста, или останува на тоа ниво и умира. Ние ако останеме на ова, ние умираме и фактички преземаме деструктивни действија самите против себе. И го следиме принципот, живее само она што може да се самоуништи. И много Горан. Сега, едно интересно прашање се наметнува две варијанти. Што се случува ако разумот не контролира нас или ако ние овладееме со разум? Па ги спомнавме тие два елементи. Во првиот случај доаѓа до деструкција на самиот човек и негово самоуништување, во вториот случај доаѓа до негов засилен нагон за преживување. И човекот почнува да се бори за себе и да бара смисла во својот живот. Меѓутоа процесот на преживување не е и процес на освестување. Така. И доаѓаме тука до уште еден многу битен елемент, а тоа е односот помеѓу егото и селфот. И тоа е многу битен тој однос меѓу его и селфот, односно помеѓу разумот и свесноста на овој начин. Тоа е тој однос. Орде се малку повеќе на јунгизам. Значи нешто што не е препознатливо, кој што одмah знаеме дека се работи за јунговата психоанализа, его и селф. Знаеш, имав еден пријател запознав, 85 години имаше, и при една така дружба рече: Горан, ски ти кажам една тајна, вика, мојата жена има само една мана. Има и 2 керки и вика, низ мојот живот, вика, за овие 85 години, вика, јас познав, вика, многу работи за жените, вика, сега ќе кажам за мојата, главно се однесува, вика, генерално. Многу ме заинтригира, вика, мамон, вика, само една мана да има жена, баш ме интересира која е таа мана. Тој така ме погледна со неговите очи на лисица и рече: знаеш што, секогаш сака да биде се понезин. И кога ќе го земеш ова, значи добро да го клубот. И сега фактички доаѓа, значи разумот е оној кој секогаш инсистира да биде по него. И тоа е тој внатрешен глас што ние го слушаме, глас на самоговор. Значи постои еден глас кој е наша интуиција, интуитивен глас, но постои и глас фактички кој е наш рационален глас. И тој рационален глас нас управо тоа ни го прави. Секогаш не поттикнува да биде по наше, да бидеме победници, да го оствариме она што сме го замислиле, по цена на се и по цена на жртвување на се. Ке делува малку
претерано, меѓутоа воопшто не е претерано, туку е реално и докажано многу пати во пракса. Поради јас и тука го спомнав за да направам една компарација, Да. паралела во однос на разумот и свесност или во однос на IQ и свесност. Минатиот пат ги спомнав Леброн Джеймс и Никола Јокич. Така. А сега би дал една сива зона или прелазна фаза, што се рекува за меѓу овие две, дали постои, вика, секаде има сива фаза меѓу црното и белото. Имат сива фаза, малку која знае забележува. Па помеѓу Леброн Джеймс, кој го одликува висока IQ, енормна посветеност на работа, И работливо секој. да, енормна посветеност на работа и IQ кој го одликува него, Јокич кој го одликува мудрост, убавена и внатрешна сила, доаѓа Новак Ѓоковиќ. Сега ќе рече како Новак Ѓоковиќ е во таа сива зона. Па ние ако ги следиме неговите постапки, ќе видиме дека тоа е така. Значи тој беше прв кој подари голема, околу $1.000.000, мислам, во Италија за ковид. Што покажа дека носи некоја хумана жица во себе и човечка, значи спремен е да дарува. Кога играше на Олимпијадата, освои златен медал. Меѓутоа, кога го освои златниот медал, 12 дена му треба да одлучи да ги подари тие $200.000 за златен медал на некого си таму, му треба 12 дена. Но не кажа дека ќе добие уште $1.000.000 на основа 4 годишно спонзорирање од нивниот Олимписки комитет. Така. Значи, од друга страна се спротивстави на светскиот естаблишмент во однос на ковидот. Покажа волја, огромна волја и чврстина по цена на се, за да се Беше единствен спортист колку што се сеќам. Па не спортист, јавна голема величина беше. Да. Да. Значи, баш овие сите елементи укажуваат на тоа дека тој е спремен да дарува, меѓутоа му треба време за да го изрази својот хуманизам. Додека Јокич кога го прави тоа, тој им купи на сите кошаркаши по освоената бронзана медаља на Олимпијада, овие најскапи часовници, Така. по $35.000 кошташе еден часовник. Rolex. На средба со еден вработен во салата во Денвер каде што работи, при неговото пензионирање, му подари часовник што му го подарил газдата, кој исто има вредност поголема можеби од $35.000. Значи можете да ја видите, овој подарува во миг, водејќи се по една интуиција и чувство, а Новак подарува откако добро ќе промисли. И баш затоа не рекам дека тој се наоѓа во таа сива зона кога фактички е на клоцкалица. Ниту е таму, ниту е оваму. Таму е потребно за да дојде до свесност целосна, за да може фактички. И тој го има високото IQ и тој е енормно посветен на својата работа. Како и Леброн Джеймс. Меѓутоа, Леброн Джеймс е познат како шкртица и како човек себичен. Точно. И Точно. баш поради овие моменти е битно. Тука мене ми наликуваат примери за овие примери за селф. Па да, Да. затоа ги даде за да се повржи, за да луѓе разберат што е. На некој начин ние ќе одиме кон IQ и тоа е фактички брзина на процесуирање на податоци кои што ги прави вештачката интелигенција во однос на свесноста, а тоа е брзина која одлучува човекот преку чувство. И тога е нешто сосема друго. И тогаш доаѓа до тие предвидувачки визии, тогаш доаѓа до проширување на свесност. Јасно видно си клиервојанс, така е. Имаме уште еден психолог, тој е и психотерапевт. Тој има своји школи низ целиот Балкан. Во Словенија, во Хрватска, во Србија, во Црна Гора, Томислав Кујиш се вика, во Хрват. И тој се бави со интегративна телесна психотерапија и во овие школи фактички го промовира ова негова теза за разумот и дава своји метафори за тоа како изгледа егото. Тој дава метафора како егото е јавачот, а како изгледа егоумот според него, па тоа е бик на кој јавачот е несвесен. На прашањето на водителот вика, дајде да појасните каде свесност, каде селфот е тука и како да го сметиме селфот во оваа метафора.
тој вели, селфот ќе биде свртен сад кој собира содржина од нашата внатрешност. И тоа наликува на дим. Фактички ова е нестворената субстанција која опишува Јунг, и таа нестворена субстанција може само да се фати, уствари тоа е нашата имагинација. Нестворена субстанција може да се фати само во тој сад. Значи ова го кажува за негова немање на соодветно искуство. Немање дефинитивно, да. Почетокот кога го ја дефинираше неговата работа, видов дека се работи за чиста рационалност. И секогаш кога нешто не знаеш, повикај го Јунг на помош, како Џокер. Секој денеска го повикуваат Јунг на помош. А не го повикуваат ниту 1% од она што Јунг всушност го мислел. И поради, значи, многу е битно ова поврзување сега. Имаме една исто метафора за време на Исус, кој тој водата ја претвора во вин. И оваа метафора зборува за нешто многу важно и длабинско. Ова зборува за однос на крвната врска, поврзување со крвна врска и поврзување со душ. Порано луѓето биле поврзани со душ, ги имале овие духовни способности во себе и се поврзувале и ги правеле изборот на своите пријатели, изборот на партнери со душ. Со промена на водата во виното, ние денеска доаѓаме дека крвната врска има приоритет во нашите односи. Таа е на прво место и секогаш е најважно крвната врска, односно семејството и роднините. После се друго доаѓа до друг план. Меѓутоа, сведоци сме дека се почесто доаѓа до конфликт меѓу најблиските сродници, меѓу родители и деца, меѓу брат и сестра. И тие доведуваат до растурање на семејството поради наследство и личен интерес. И поради ваквите работи во иднина ќе мора повторно да дојдеме до таа фаза кога виното ќе стане вода, односно кога повторно ќе почнеме да се поврзуваме со души. И не случајно денеска имате милиони емисии каде бараме сродни души, а повеќе ни се чини дека она семејна врска полека почнува да паѓа. Но ние сме премногу зависни од овие врски, за да можеме и да станеме доволно свесни да ги совладаме, во смисол да ги прифатиме дека во било кој начин можеме да најдеме човек кој ќе ни биде сродна душа и ќе биде поважен во нашиот живот, отколку нашето лично семејство кое што не поврзува со крвна врска. Се согласувам дека треба да се вратат оние или изгубени конекции помеѓу оние кои што се поврзани со крвната врска. Од психолошки гледен аспект, психолошка гледна точка, од твоја една точка, Горан, многу горливо прашање и по тоа што самото што го спомена дека на телевизија се бара сродна душа низ разни реални шоуа, преку посредници, меѓутоа не гледам дека има некој успех. Како да успешен брак и партнерска врска? Па, јас овдека забележав едно гостување на една госпоѓа психолог, кој што е семеен советник и советник за зависности, кој работи во еден приватен центар и ги советува луѓето. И забележав неколку битни моменти кои што е неопходно за да се спознае тоа и да се види до каде денеска психологијата оди и колку таа напредувала во однос на последниве 50 или повеќе години. Значи, порано сме имале примерни и секундарни емоции, кои станаа позитивни и негативни, а сега овие емоции се викаат меки и тврди. Значи, фактички доаѓаме само до промена на именувањето на емоциите, а не доаѓа до ништо друго. На прашањето на родителката, како работиш на себе, ние не знаеме како да работиме на себе, што ќе не посоветува. Секој да се запраша колку придонесува за дисфункционалност со семејството. Значи, јас да се запрашам колку допринесува, или било кој човек да и ти да се запрашаш. Ја мислам дека треба да се преформулира прашањето, сите да се запрашаме колку ние придонесуваме за функционално семејство. Okay. Било повелички. Поентата е у цела работа, значи со само испитување јас доаѓам до одговори. Кој ми ги дава одговори? Правиме договор, јас и партнерот правиме договор. Да, ние се подсетуваме на она што сме си го ветиле. Користиме љубезен начин и се сеќаваме на убавите спомени. Па мене кога сме у конфликт и ние ќе се убави сеќавање на убави спомени ќе го исправиме тоа, нели? Или ако сме љубезни еден кон друг, кога си бесен, љут, а нели е потребно да се изразуваат емоциите. Ако не ги на љубезен начин ќе ги изразувам мојата лутина или бес.
Ако тоа има соодветно, ако тоа фактички има е докажано. И јас сум реално и вистински лут и вес. Како, на кој начин? Значи, тоа е работа на себе, да се прашувате себе, да правите договор со партнерот, да бидете љубезни и да се сеќавате на овој спомен. Тоа е работа на себе. Ја не разбирам овде што е работа на себе. Како да се надминат конфликтите? Па конфликтите се пожелни доколку се конструктивни. Без конфликт нема напредок. Поново ова иста флоскула. Така. Што ја каже Илон Маск, без конфликт нема напредок. А конфликтот е пожелен само доколку е конструктивен. Па како конфликтот да биде конструктивен? Е конфликт со факти конструктивен, да, ама ако јас имам проекција моја и проекцијата нема невозможно, несвесен сум за тие конфликти и за тоа што го правиме. Што ќе правиме? Не можеме да дојдеме да ги спречиме конфликтите. Со хумор, со пријатни спомени и врската се поправи и се негува. Конфликтите може да се надминат само и единствено со свест. Со ништо. Дефинитивно. Конфликт, позитивен конфликт. Кој е тој позитивен? Без конфликт нема поправено. Или кој е тој позитивен конфликт што ги унапредува нашите односи? Конфликт со факти, ама не сакам да почитам фактите кои сум бесен и луд, по моје ќе биде. Апсолутно. По моје ќе биде. Егото доаѓа до израз во Да. тој момент. Како проблемите од надвор да не ги внесуваме во домот, па преку изразување емоции, ево контрадикција. Па преска не би треба да бидеме љубезни. Како да ги изнесеме емоција на без љутина, тага, фрустрација, како да изрази ги емоциите. Преска требаше на љубезен начин да изразуваме емоција. Како јас да ти помогнам да се прашаш, да има комуникација и тек, флуидност и да бараме близина преку конфликт. Повторно пак, не го разбирам. Не е логично, не е бавно логично. Управо ова е се рационализам. Чист рационализм. Значи, еве на кој начин фактички ние си упаѓаме во матриксот и сами себе се јадеме. Како да ги заштитиме идните генерации? Па со само говор. Видовме пример дека само говор може да биде и рационален. А како ти ќе дојдеш до интуитивен говор? Па ти си несвесен. Како ќе дојдеш до интуитивен Не говор? можеш. Какви приказни се? Дефинитивно. Приказни. Да се преиспитам себе. Како ќе се преиспиташ себе? Со само испрашување. Кој е тој што се преиспитува, а кој е тој што треба да се промени, а кој е тој што му кажува дека он треба да се промени. Ја зголемува дуалната природа на матриксот. За себе. Конфликтот да не е пред деца, но некогаш може и да биде добро. Мене ова ми личи на стимулирање на схизофренија. Ако почнеш сам да се преиспитуваш на нивниот начин, тоа ќе доаѓаш во биполарност. Како да стимулира биполарност. Ја испрашуваш како нешто Ти веќе кажуваш патолошки аспект, но не е тоа така. Да. Ова е чист рационализам и поради незнаење и нивна примена го прават тоа. Примена на рационализмот, нив ги го правува разумот. И баш поради тоа вакви работи флоскули. Тоа е баш разумот е нели основен производител на схизофренија. Да. Значи, кога ќе видиш некогаш е добро да бидат родителите самосвесни како ова влијае на нивните деца. Како несвесни родители ќе бидат самосвесни. Значи, само се флоскули и од тоа ништо. Улога на родител, улога на партнер, да бидат свесни во кои улоги се наваѓаат. Треба да биде во две. Неопходно човек да биде свесен, бе, не му треба да биде никоја улога. Ако си свесен, ти ќе бидеш во било не да ти се потребни улоги да играш улоги. Ти нема да играш улоги, ти си свесен човек, како улоги. Така е. Улоги играш ако си во некој свет кој што друго. Тоа трансакционална анализа го кажува родител, возрастен и дете, по улога на родител, Трансакцијска возрастен анализа дете. е многу, не знам, мене ми се дигна косата кога Абе, има почнеш како да видам шо е. Да. Да. Значи, Владимир, си има своји аспекти добри и тоа. Меѓутоа е неопходно да се знае докаде. Сите овие работи треба да се знаат докаде да се оди и што е она што е добро и тоа добро да се пласира. А она што не е сигурно или не е добро или има нешто подобро да се најде и да се интегрира. Постојат две димензии за успешен брак или дали терапијата ќе делува. Самокритичност преку личен увид и проекција на вина. А за каква терапија се работи? За психотерапија Терапија, или терапија.
Мислам да е Да. потреба на медикаменти. Значи, ако има мала самокритичност и големи обвинувања, неизвестна е терапија. Па еве, јас сум самокритичен, и ако сум самокритичен, велам, јас се обвинувам за оваа поставка. И значи, јас се обвинувам себе, не обвинувам друг. Ако се обвинувам себе, Единствениот начин јас како ако да се се обвинувам себе у личен увид, јас се сожалувам себе. така. Јас се сожалувам себе, ја не сум свесен за себе и за својата поставка. Јаден ја. Забра. И баш кога ќе дојдем у таа позиција, повторно некои флоскули се исфрлаат на површина и се промовираат. Значи, повторно едно те исто, рационализам до коска. Така е. И овде сакам да споменам и Джордан Петерсон, човекот е психотерапевт и психијатар и професор на факултетот од Канада, и тој го сметат како најголем јунгијанец на нашето време, па сакам да му посветам 10 минути време, Така. затоа што неговата жена имаше интервју како жената знае дека некој е вистински маж за неа. Како знае дека е правиот. Па би сакал да ја цитирам. Тој е секогаш тука, верен и константен пријател, паметен, различно гледа на работите, занимлив и популарен, а важна суму кога се преселил во мојот крај каде живеам. Беше добра прилика, образован и за да заработува добро. Изберете добар рационален образец, види какви му се родителите. И никогаш не е досадно со учител и неговите деца стануваат учители. Кој го даде на овој интервју пред да заболе од карцином или од после? Не, мислам пред година дена, можда највеќе година Така. или нешто. Значи, сите овие набројувања горуват да се работи за промислена и рационална особа, Тами Петерсон, И избрана прилика, да. која се избрала баш ова прилика према себе, се избрала. Нивниот производ, нивната деца, Михаела, ќерка на Джордан Петерсон, на 1921 година се развела од првиот сопруг. Таткото не дозволил, но по долго време и по тешки перипетии сепак дозволил да се разведе. Значи, ќерката на Джордан Петерсон, големиот јунгијанец, и ќерката на Тами Петерсон не успеала да направи соодветен избор на партнер. Што ни кажува друго за Михаела? Михаела вели, парите те прават сигурена и помалку ранлива. Да, познат е тој конфликт помеѓу Петерсон и неговата ќерка. На 2-3 пати имам гледано, нели, нејзин изјави кој што индиректно го направи собствениот татко. И малку тука се промените работите најверојатно под вакви дисхармонии кои што се случувале во неговиот живот, он на крајот од крајната ист прибега до барање на Бог. И последниот година дена настапува таа позиција. И ова е само доказ дека самиот лош избор во животот, или ако гледаш рационално како што гледала Тами Петерсон, не може да ти биде ниту бракот, па ниту нели самиот живот хармоничен и она баш како што нели Бог сака да ни го подари како битја со образ Божи. Самиот филм кој го спотенцира. Неспособни сме да сакаме како луѓе, кога не способни сме да сакаме со разум. Да, сакаме проекција, собствена проекција. Не, проекцијата не владае, ние сме несвесни за неја. Таа Или која проекција се вели несвесна. When we fall in love in ourselves. Нели кога паѓаме, кога се влюбиме, се влюбиме во своите проекции и илузии. Да. Управо тоа е клучната поента. И сега тие градат академија, Петерсон, значи таткото и ќерката, која ќе ги учи луѓето како да размислуваат и како да комуницираат. А они немаат милисерна комуникација. Да, Нарушена а Михаел, да, сега се помирили и Михаела го спознала Бога. Така. Имаше и незина, дека таа имала мистично искуство и го спознала Бога. Таа го спознала Бога, али не успела повторно да се избере соодветен партнер. Значи, доаѓаме до заклучок дека полесно е да го спознаеш Бог, отколку да најдеш маж. Оно е правилно. Дали некој спомна свесност? Не. Дали некој спомна љубов? Не. Чисто рационализам до коска. Што вели Јунг за ова? Разумот со своето доминантно користење оневозможува внатрешен раст и развој на човекот. Значи, неспособни сме да сакаме да љубиме со разум. Тоа секој кој се бави со ова проблематика Само го да го познава. Премногу она што го пишува во Евангелието. Така е. Да. Да. И сега доаѓаме до
како проекцијата ги искривува нашите гледишта. Па телевизија, филм, книги, весници, се тоа проекции кои ни се сервираат и ние ги упиваме преку информација. Информацијата создава паукова мрежа во главата, а паукова мрежа во главата е символ на смрт. Значи, премногу информации во главата доаѓа до блокада и невозможно процесуирање на приоритети. И неговите перцепција што е вистина, што е лага. Се е измешано. Да, и доаѓа управо до тоа доведува. И сега Јунг вели, содржините на проекцијата не учествуваат во свеста и немаат никакво влијание на неа. Свеста си останува во првобитниот облик и во несвесното не се менува ништо. Па ако и во несвесното не се менува ништо, како ќе станеш посвесен? Ако во свеста не се менува ништо, што ќе промениш? Што ќе промениш? На проекцијата е несвесна само додека е несвесна. И кога се тоа ќе го земеш и ќе го ставиш на оглед, како може несвесен родител да створи свесна реалност за своето дете? Затоа ги препуштаат на Па Джордан и Тами Петерсон би го сториле тоа за Михаела и Михаела би имала образец свесен и би барала и би привлекла, не само што би барала, и би привлекла свесен човек покрај себе, со кој би градела Академија Петерсон. точно. Ева, Ако има она во своето детство и во својот пубертет добра татковска фигура, јас верувам дека резултатот бил подруг, поразличен од оној кој што го имаме со незе. Меѓутоа, завоцнитото пронаѓање на Бог и кај низиниот татко и кај неа прави да се усложнат сега, нели, тие нивни потреги по идеален партнер за Тами и самиот Петерсон да редефинира што во собствениот брак кај него се случило. Дали погрешниот избор на всушност не избор на партнер, него избор на идеален брачен идеализиран би довело до тоа внатре во незе идеализиран сопруг. така да се самото тело разбунтува, самото тело се разбунтува и да доведе до тој карцином кој што се појави. Затоа што се поврзани тие работи едно со друго. Ама се што е во психиката има рефлексија потоа во телото. Кој ќе да е во телото, тоа е после Затоа возима и во предвид и неговата борба со зависност од таблети за смирување, од диазепаме. Значи несигурноста лична на Петерсон, несигурноста на неговата сопруга и ќерката, значи тоа е еден затворен круг кој што не функционирал онака како што треба да функционира заради погрешните одлуки на двајцата. Значи јас ќе ти кажам една работа. Значи ако сакат да знаат и да научат нешто од моје сознание. Значи без обзира на таа татковска фигура, мајкава фигура, психолошки прегледи. Ти кажам една работа. Без обзира што и како да го изберат партнерот. Дали ќе личи 100% на таткото или 70%. Или ќе биде тотално супротен од неа. 70% или 100%. Врската нема да успее. Се лаже секој кој што во рационален систем мисли дека врската ќе успее. А без човече, тоа е систем втемелен на конфликти. Каква успеш на врска, каква љубов, нема љубов овде, има интерес. Има интерес. Апсолутно се согласувам. Значи, И многу често гледам, тука морам да те потврдам, ти си еден од ретките кои што го забележал ова, без разлика дали се обични лаици или психотерапевти, дека многу често луѓето свесно прибегнуваат на мазохизам, остануваат во бракови или врски кои што им носат психичка болка на уштрб на нели сигурност во бракот, лажната нели грижа за собствените деца, топол дом, сега проголтуваат секој ден тони и тони агресија од својот. Поентата ти е на место одлично прашање и забелешка. Ние сакам само да те поправам едно. Не го прават тоа свесно. Да. Минате пада, го прават промислено. Промислено. Промисленост е трета фаза во развој на рационалната е предсмртна фаза или фаза на лудило. И тоаш доаѓаме до това. Тие остануваат во брак поради личен интерес. Поради деца, поради се, тоа се лични изговори за да не го напуштат бракот и да не се изложат повторно на животот и да бараат други решенија.
Никој не вели дека некој е лесно, дека тоа ќе се направи лесно, али само на овој начин можеме да се запознаеме себе повеќе, да почнеме да зрееме преку процесот на освестување и да, кога ќе станеме доволно свесни, таков партнер и да привлечеме. Тие луѓе знаат ли да стигнат? Рационалните може да за тие прва работа може да бидат задоволни и со задоволство да го изразуваат тоа, било телесно, било или преку радост. Значи радост и задоволство. За вистинска среќа не станува. Не станува збор за среќа, па тоа е веќе состојба. Апсолутно. Радост е емоција, привредена Среќа по духовни или транслации буквално значи средба со Бог, срешта, среќа. Значи они не можат да се сретнат со Бог затоа што се затворени у автореферентен јазо кој што ги гуши да можат да дојдат до себе спознање. Ако ти во врската или во бракот ја немаш таа слобода на изразување, слобода на љубов и слобода на действување на крајот на грешот, затоа што има многу посесивни партнери кои што иако не го сакаат вистински својот партнер, меѓутоа посесивно го стегаат. Во таква средина ти барем као психолог многу да го знаеш дека прашање на време кога ќе избие на физичкото здравје. Тоа е неминовно и се случува. Значи таквите и затоа сме сведоци на све поголем број за телесни заболувања, како последица на психички заболувања. Пред некој ден имаше објава на телевизија дека секој 34-то дете во светот оболува од детска ми побегна мислата. Деца што се Аутизам? Аутизам е. Така. Рапидно, секој 34-то дете. Така. Тоа е страшна работа. Секој 34-то дете оболува од аутизам. Што е проблемот? Како е можно тоа? Како е можно да не се најде никакво решение за тоа? Ако имате системот на свесноста кој чека да биде откриен и имплементиран во реалност. Има ли опција, од твоje лични искуства, од луѓе кои што доаѓале за помош, кај тебе и твојата сопруга, луѓе кои гледаш дека се во брак на сила, 10 на години, 15 години, и доаѓаат кај вас, бараат формула како тие луѓе да се влюбат. Може ли после 15 години едноставно да бидат странци, да не може да се поднесат еден со друг и да се влюбат? Значи влюбеноста има врска со моќ. Тоа има врска со моќ. И фактички произлегува од таму што човекот се влюбува во собствените емоции, а не во друг. Другиот е само објект кон кој се насочени тие емоции. Така. Инаку фактички не доаѓаат да се заљубат повторно. Они доаѓаат кај нас на освестување, а кои ќе се освестат да донесат одлука, дали сакаат да останат во таков брак како барбики или не сакаат. Да не бидат како кукли, буквално. Да, барбики или не сакаат. Дали со задоволување на останување во бракот ќе се ги задоволат своите потреби, ќе имаат радост од време на време, ќе се радуваат на семејството и на децата тука во заедништво со тој родител и таткото и ќе му возможат на детето да расте покрај неговите физиолошки родители. Многу мина од нив ќе речат, абе ние успеавме, менаџиравме да не се караме, вика, за нашите деца да не гледат, ама не, они само ги потиснуваат емоциите, а децата го чувствуваат, тоа во воздухот лебден или тој потенцијал што го викаш, тој конфликт помеѓу родителите, и тоа е многу пострашно во таков брак да се живее кај што се емоциите прикриваат, затоа што ќе се случат буквално дисфункционални деца. Не како она психијатрката што кажала претходно за дисфункционални брак, но вистинска дисфункција ќе биде. Емоционална дисфункција кај децата. Јас мислам дека е подобро во такви ситуации тие луѓе со процес на индивидуација, ако се спремни за таков процес, да увидат дека е многу подобро да се излезе од таков брак или таква врска, отколку заради собственото задоволувањето на своите ови материјалните потреби ги ставаш и ги зимаш своите собствени деца како заложници. Знаеш, најдобро е кога се прави ваква обсервација, да се прави малку надлично, да се гледа ова, затоа што ако има нешто лично во ова, се делува како да се човекот е пристрасен. И затоа во ваква ситуација е многу важно човекот прво да се согледа себе,
да освести што е она што го сака во животот. Најчесто не знаеме што сакаме и тоа е најголемиот проблем. Така. Тоа неминуално мора да се помени с процесот на индивидуација. Им го нудиш ли процесот на индивидуација и им помагаш ли на своите клиенти, Горан, да го почнат, да го отпочнат? Јас им помагам на тој пат, а тие сами го одат со моја помош. Какви се резултатите? Според моја проценка, одлични. Браво. Според моја проценка, одлични, да ти кажам право, затоа што секој кој што доаѓа со одредена цел. И го прашуваме во почетокот како се работи, што е твојата цел. Сакам да го решам тој и тој однос, сакам да решам тој и тој конфликт, сакам да избор на работа, сакам избор на факултет, не сакам да одам на факултет или сакам. И ваквите дилеми се јавуваат кај секој од нас во одредени временски периоди. Дали да стапам во брак, дали е време или не, дали да останам со дечкото, он ми отворено кажува дека не ме сака. Меѓутоа гледаме дека оние кои што се освестуваат, кои доаѓаат заедно на такво нешто и покрај тоа што во почетокот биле на спротивни страни, да се изразам на тој начин, сепак кога ќе се освестат, сепак најдат нешто заедничко кое ги интегрира и повторно се поврзуваат, барем во случајот 70 до 80% на случаи. Ако некој не сака да остане во тој брак, тој не останува, го завршува тоа, ама станува свесен и едноставно ја презема одговорноста за себе и по својот потамошен живот, не го обвинува партнерот или било што. И гледаат секој за себе и за своите деца да го сторат она што е најдобро. Процесот на индивидуација, јас низ моје лично мислично искуство го доживеав многу, како да кажам, не стресно, туку како некоја револуција само во себе, затоа што беше буквално дадено на увид дека не треба да се поистоветувам со моето лично име кое што кумот, системот ми го дал, нели? Туку треба да го ми се случнува као глас дека Бог го вика, сети се на тоа име кое што јас ти го дадов кога те создадов на почетокот на светот. И Јунг има некој сличен такво слично мистично искуство, нели? И тоа ја верувам дека во некој од наредните епизоди ќе многу подетално ќе поработиме на таа тема, зашто е тоа како битна. Се случува некој од твоите клиенти да дојде буквално до отфрлање на својата досегашна личност наметната. Нели маска и буквално да доживее препорот како повторно раѓање. Значи, тука нема лажење, тука можеш човекот веднаш по завршената работа да направи споредба како дошол и како сега се чувствува и како сега си заминува дома. Никој не може да те излаже, никој не може да те превари на било кој начин, ти тоа го чувствуваш и сам знаеш што е направено прогрес. Последниот клиент што дојде, кога почнеме да работиме, на една своја вежба рече, јас чувствувам пречка на патот. На крајот рече, таа пречка стана мој сопат. Значи, фактички тоа е интегрирање на пречката и она што го спомнавме кај Елон Маск. Значи, сега со свесноста ние наоѓаме елиминација на проблемите. Ги елиминираме трајно и неповратно. Не ги уништуваме, него фактички тие се дел од нас, ништо не отфрламе, се што ни е дадено од Бога ни е дадено и тоа е неопходно да го интегрираме. Кога ќе го интегрираме, ќе станеме целовити. Да, како Јунг со сенките. Да, значи се што ни е дадено за фактички да го преработиме, да го освестиме, да му најдеме место каде свое место. Сега е време кога доаѓа место свесноста да ја преземе својата главна водечка улога и роља и примат, а разумот да добие второ место во хиерархијата на односите. И тоа е клучно да се знае и да се предвидува. Ако ова не се случи, доаѓа до тотална деструкција и многу болка и патња ќе се предизвика. А ако се случи обратно, ќе се направи нов импулс кој што ќе не одведе нас како луѓе кон една нова животна филозофија. Нова култура на свесност. Горан, 10-11 книги. 10 книги. 10 книги точно со критички оспрат на некои, нели, гранки на психотерапија, нели, и овие што се наметнати мејнстрим, ја опишуваш, претпоставам, и твојата, нели,
методологија во нив, од каде ги црпиш нели сите тие твои познанија и увери. Еве нека биде постигнат дел од емисијава насочен конкретно на тоа твоите спознанија, критики на луѓето кои што ги имаш нели споменато нели во тие твои дела. Да. Јас поменав еден автентичен и искусствен пат преку свесни спонтани визии, го истражував мојата несвесно и доаѓав до увиди. Тие увиди ги забележував, како што реков, десетина години, потоа ги пренесов во книги. Издадов 10 книги, првата книга се вика Епитаф или Споменик на свесноста, втора Битие или Она што чувствува, третата книга се нарекува Духовна генеза или свесна еволуција, четвртата Спојување на неспојувото или врвен духовен принцип, петата е Езотеричен атлас, шестата Чиста душа, седмата За солниште на имагинацијата, осмата Есенција на вербата, деветата Имагинација патот кој е создаден патот и десетата Страф и болка соочување со привлечноста на смрт. И ова е како еден заокружување, еден циклус од 10 книги кои фактички од почетокот на мојата индивидуација до денеска. Секако дека во овие 8 години ми е истражувано и некои работи се има дотерано, продлабочено, осознаено и дека фактички им е потребна мала репарација на книгите да се средат, да се дотерат, за да може да го опишат целосно тој пат на низ кој го одат. И моето мото во животот е да ја вградиме љубовта во нашите животи преку проширување на свесноста и да создадеме нова реалност. Па кога почнавме со книгите и со некои нови методи, баш пред некој известно време, излезе нова книга од луѓе кои се бават со реики, патот до изворот. И ова е, сакам да ја представам делумно тука и да дадам своји забелешки на ова, затоа што фактички неопходно е да се познава структурата на интуицијата за да се знае. За гледачите кои што не знаат што е поимот реики? Па тоа е древна метода за самопомош, универзална животна природна енергија. Има свој извор во универзумот и ја имаме ние 5 до 10%. Предпоставам дека е далеко источно. Далеко источно. Тоа не е моја метода, тоа ја представи дама во незината книга и сакам да дадам од осврт на оваа работа за да некои книги кои што се издават неопходно е да се читат, но да се има претходно спознавање. Да не се во оваа книга дамава дава општи толкувања и општи фразеологија, дава многу работи кои помагаат, меѓутоа сметам дека како и се денеска се прави брзо и неефикасно. Тоа искажува дека целта е да се зголеми капацитетот на енергија. Секој може да ја користи енергијата од 7 до 77 и тоа е многу лесно со положување на раце. Секој може да биде реуки и практичар. Како може од 7 до 77 години некој да положува раце? Не ми јасно. Ба не, мојава се прашања, рецимо, ако таа особа се најде тука во некоја дебата, и ако овие прашања почнеме да ги поставуваме, таа нема да ги знае одговорите. Ке излезе дека е аналфабет. Да. И неопходно е, значи, да се спремат. Јас моите 10 книги од 2001 до 2011, 10 години ги собирав информациите, ги процедував И предпоставам дека ги проверував не еднаш 100 пати додека да дојдам до некоја сознание за да го пласирам. Денеска сакат брза реакција, брза книга, брза заработувачка, центар и брза заработувачка. Да, ама ако дојде на некој стол во кој ќе има некои луѓе кои што знаат и разбираат повеќе, ќе се изложи на ќе биде посрамен. Така е. И ми е жал фактички што некои родители си дозволуваат така да на некој начин ги фрлат во огин своите деца за вакво нешто. Неопходно е да се знае, прво да се преиспита тоа што се пласира, да се има знаење од тоа, па потоа да се изнесе во јавност. Мене тоа ми личи, Уран, извини што те надополнам, како сите да го знаеме патот до некоја дестинација, кој што е краток, ама од надворешни гледни сме заборавиле кај патот и се вртиме преку други
Вака за да стигнеме до крај. Така и со реки до ми изгледа дека. Па сега било признаено од Министерството за здравство и тоа е супер. Уште една нова метода која се практикува. Меѓутоа ние практикуваме и јога. Меѓутоа за таа јога Јунг вели дека фактички тие источни вештини оставаат длабоки траги кај нас и овие духовните вежби оставаат отпечатоци. Меѓутоа ако не се во фаза на развој, луѓето кои што ги работат, тие се претвараат во знаци. И тогаш се беззначајни и можеш да бидат и штетни. Јас ќе кажа примерот кога јас се бавев со јогата и што ми се случуваше. И затоа е ова потребно да се преиспитаат пред да излезат да направат голема проба, експеримент на себе, на своите блиски, на тие што сакаат фактички да работат. Затоа твоите увиди имаат и тоа каква тежина, затоа што се тие не лични искуства. Па не можеш под со туѓо искуство Владимир да се. Дефинитивно. А ова што велиш дека било признаено во здравството кај нас, мене не ми значи ништо затоа што во нашата држава, еве ќе го земам за пример, Министерството за образование се имплементира трансродова идеологија, ЛГБТQ стимулација на промена на пол кај децата, така да во последните десетина години она што државата нам ни го признава као нешто за вистина, кај мене најчесто има спротивен ефект. Така да ова што Министерството за здравство увело реики, за мене не може да значи апсолутно дека реики тоа е окей, затоа што тоа исто Министерство за здравство пред само неколку години наметна, знаеш каква вакцина. Да. Добро, јас зборам за легализација на одредена работа, техника или одреден метод кој што се применува и надвор од кај нас и сега се направило обид и напор да тоа се легализира и тоа е окей. Но и самата таа вика, јас кога почнав да го користам рекито не бев свесна за тоа што конкретно ми треба. И работев на себе. Енергијата си го најде патот, се промени јас, се промени мојот живот преди по реики. Значи не може да работа на себе, енергијата си го најде. Значи работа на себе, ставам раце на себе или друг става раце на мене и енергијата си го наоѓа патот. Пред реики и по реики. Како мисли тоа дека пред реики и таа се променила. Чива енергија, која енергија? Не се променила таа. Се променил начин на животот. Била практичар на реики, плаќала пари. Спомнуваме тоа и минатиот пат. Сега станала учител и плаќаат пари. Благодарение на заработката, за благодарение на книгата, благодарение на сите тие работи, признание од Министерството, сега почнува да биде учител и заработува пари. И го набилдава егото. И сега значи и сега оди ти исправи се со таков проблем. Самата пред така е ти се промени животот, ама не се промени ти. Точно. И ризично е, себе секој човек натаму што ги го прави ќе биде поголем ризик, иако нема да биде свесна за тоа. Кога работиме со реки, работиме со енергија на љубов. И па сега ние имаме ова енергија животна на реки 5 до 10%. И како тоа работиме со енергија на љубов? Со 5 до 10% ли енергија работиме на љубов и исцелуваме, лечиме со допир или не знам. Да, одлична забележување на првата аномалија. Методи има таа помага во методи за отпуштање на трауми. Самиот експерт за трауми Габор Мате рече дека 4 точки има во разрешување на траумите, а потоа после неколку години додаде уште 2, а едната од нив е свесност. Значи Габор Мате не знаеше што значи свесност, нити систем на свесност, нити зошто се применува свесност на дела. Ги уфрли накнадно овие методи. Беше гостка и Елена Ѓоковиќ во нејзината фондација. Тоа е унгарскиот Габор Мате, да, мислам дека во Америка живее. Во Америка и како филозоф се потпишува, меѓутоа кога видов дека е гостинка и некој волк култура кој што представуваат нели медиуми, веднаш видов дека е нешто налик на европска варијанта на сам груп. Епа, да. При исцелувањето енергијата на љубов да ја насочиме на исцелување на душата, на тој духовен развој. Енергијата, значи ова енергија на љубов да ја насочиме за исцелување на душата. Кој е тој што исцелува душа? Тука е нејзината енергија на љубов.
Нејзина нема кој друг, значи практичарот со реiki со својата енергија на љубов ја исцелува душата. Практичарот. Практичарот. Значи, душата на клиент. 77. Од 7 до 77 и да Тоа што треба да се работи, не знам. не како ја исцелува душата. Душата може ли да биде болна? Треба да се прашаме што е душа да не објасни. Од каде доаѓа? Нема, Кога станува болна? ова е елементарното непознавање на анимус, на сите тие енергии внатре во секој човек. Да ги ставаат во еден кош. Има другачија терминологија и употреба. Што е душа, како е душа, каде се наоѓа, што делуваме и така натаму, но за тоа во некоја друга прилика. Сега, кога ја насочуваме енергијата на љубовта кон телото, таа енергија работи само за себе. Ја излекува енергијата од душата и создава дисбаланс. Сега, како енергијата на љубовта која ја насочиме кон телото, енергијата на љубовта работи за телото. А ние, додека таа работи за телото, ние излекуваме од душа. Па нели ја лечевме душата со енергија на љубов. Како сега енергија на љубов која усмериме у тело, таа се усмерува на душа и ја зема енергијата од душа. И си станува си филма свој филм. Паралелен ентитет. Свој филм, да, свој филм, значи си производен. Значи ова е давење во рационализм. Ги спомнав овие примери на психологот, на психотерапевтот Кулиш, на Нил Доналд Волш и на Байрон Кейти, на Реики сега. Значи ова е давење научно, ќе повторам како увид. Научно е докажано дека состојот ние што правиме при освестувањето. Значи постигнуваме чиста свест. Не постигнуваме чиста свест, такво нешто не е возможно. Научно е докажано дека состојбата на чистата свест е невозможно да се постигне. Невозможно во физичко тело. Бидејќи би се удавиле во незината разумност. Така. Би се удавиле во незината разумност. Разумност е она што не дави. Не е давителот некој друг. Разумност, рационализмот. Невозможно е поради тоа да се постигне состојба на чиста свест. И да не сонуваат состојба на чиста свест. Сега кога сме во тело, во возило, нема теорија. И тоа е. И уште спомнам, уште една паралела да направам со една нова книга што сега ја спонзорира и тоа е Ана Бучевиќ, книгава Преку илузија до радост. Преку илузија до радост. Преку илузија до радост. Самиот наслов не е контрадикторен. Во што се состои? Работа е лажиме, берна из пропаганда. Значи, самиот наслов укажува на рационализам. Како? По илузија. Кој како ја создава илузијата? Кој ја создава разумот со своите проекции? До радост. Радост е емоција, минлива и менлива. Мисли предизвикуваат емоции во врска со она што размислува. Значи, од илузија до радост. Значи, од мисла до емоција. Тоа е систем на разум. Тоа е мислечка способност и тоа е клучниот елемент овдека. Значи, самиот наслов укажува на рационализам на Ана Бучевиќ. Каква интуиција, какви свесност, какви бакрачи. Не знам дали се служиш со мене, ја од ова што го представуваш сега преку вакви Бучевиќи, Мучевиќи, јас дојдам до ситуација кога Христос се искушува нели 40 дена во пустината од Сатана, дека му вели, го гледаш ли дека овој цел свет, века, сите овие златни градови, се што има на земјата, еве ќе ти го дадам тебе, ќе те прогласам за кнез на овој свет, само вика ништо не треба, ако само подчиним се, ништо повеќе. Нити има ли вика ова. Еве се такви Ани Бучевиќи и други. Ќе добиеш многу материјално. И па добро. Ама треба да подчиниш својата душа на некој, тука не го кажува кој ентитет е, нито може да се наддре од... Ама може да се разли од незините ментори. Да. Незиниот ментор е Нил Доналд Волш. Тој е напишал книгата Разговори со Бог. А незината Ана книга се вика Преку илузија до радост, разговор со повисокото јас. А знаеме кој е това Разговор со повисокото илузијата, книгот на илузија. Некој кој што го знае по името Луцифер. Да, и поентата е управо тоа, како на некој начин е промоција на книгата Преку илузија до радост, а илузија што ни нуди? Па ни нуди илузија на радост. Да. Значи тоа не е вистинската радост. Да. Разговорот со нашето повисоко јас се следиме Ани како поставува прашање во потрага по вистината.
Знаеш зашо ми е ова многу нелогично? Затоа што мистичните светиоци велат радоста не е нужно поврзана со тага. Има една книга, мене многу пречи да го настави, таговна радост или радостна тага. Значи, тоа се проти, не можеш да ги изобидаш еден на друг. А кај Вучевич, како се вели, значи, ти достигнеш некој ниво на успех во сите твојни и ти добиваш илузија на радост. Ти се радостен затоа што немаш тага во моментот, а без тагата не можеш да имаш. Јун кажал, без темно нема светло. Без својот мрак не можеш да видиш својата светлина. Значи, тоа е фактички оној дуализам кој што ти го кажува. Значи, ти, кој ти кажам, Владимир, тажен не си, зошто си тажен, те гледам тажен си. Да, тажен сум. На кого си луд? Така е. Тоа е тај поларитет кој што ние го носиме, на едниот се свесни, а на другиот не. И само преку него можеш да дојдеш до вистинското село. Да, па ти неопходно да ги спознаеш двата поларитети за да можеш да ги интегрираш. Не можеш да спознаеш еден кој доминира и да кажеш и готово, јас го совладав ова и го заврши. Така е. Значи, како може преку туѓо искуство, преку искуството на Ана и вие поминувате низ слоевите на илузијата, ја пронаоѓате радоста која чека повторно да ја откриете и почувствувате. А како може преку туѓо искуство ја да поминувам низ слоеви на моја илузија? Како? Како е возможност тоа? Затоа ви е неопходно индивидуално искуство, ваше собствено искуство. Абе се доаѓа до вистината само ако го спознаете вашето собствено искуство. Вие доаѓате до вашата собствена вистина. Тоа е клучно, нас не ми треба вистина на друг, не сум следбеник, не ми треба да верувам во друг. Точно. Ако Бог е секаде и во мене, зошто би верувал во друг Бог? Така. До центар. И тоа е основно, значи тоа е есенцијално. Без индивидуално искуство, се е ова фатоморгана. Да се кажа, радоста е именлива емоција, може да се јави во тек на неколку дена, нити чека да ја откриеме, ниту да ја повикаме. Најчесто е важна еуфорија. За да дојдеме до тоа разговори со нашиот натрешен глас или повисоко јас или со изворот, неопходно е прво да имаме интуитивна перцепција. И еве овде ќе прочитам уште неколку само забелешки во врска за да луѓето сватат дека книгава се продава по 900 денари, 15 евра бе човече. Кај нас овде го? Кај нас овде 15 евра се продава. И предпоставам дека цел тираш е распродаден. Не знам дали е, ќе се видиме со текот, ќе видиме времето и ќе покаже што и како. Сега брзо издаден или? Сега само што излезе во едно книга издателство, не знам, мислам дали антолог, дали не знам кој некој издал книгава. И сега за интуиција. Ана ни збори што е интуиција, духовниот аспект кој ја гледа по широката слика. И сега наведува во еден цитат, вика за интуицијата, незино видео, да би сте ја засилили вашата интуиција, поставувајте прашање. Како јас со поставување на прашање ќе ја засилам мојата интуиција? Ако само себе си поставуваш прашање. Да. Како со само испитување и со само поставување на прашање? Замислиш да криваш нов ентитет, нов Горан, нов Владимир. Постои структура за прашуваш. Постои структура на доаѓање до интуиција, структура. Ма тоа е непознато, па не. Да, јас не го верам, зашто овие кои што ја знаат методологијата на Јунг го знаат многу лесно светот. Тоа јасно зашто. Јасно е како не. Ама и да ми е јасно и они го знаат, затоа што имаат таква интелигенција, Елон Маск има 150% на интелигенција, IQ. Барем според тврдење на медиумите. Значи медитирајте за да го стишате својот ум. Мене ме треба медитација. Не треба медитација да го смириш и успокоиш твојот ум. Ти требаат механизми на свесност да уградиш. Како и се овие приказни. Влезете во сегашност. Што значи тоа? Как сме се? Екарто, влезете во тишина. Постигнете свестен однос помеѓу себе и вашето повисоко јас, каде тоа Горан, ќе те прашам, брат, извини, мене многу ми е интересно, затоа што многу ваки како учиш, зборат за некое вашето висше јас, шо е тоа висше јас? Па на прашање на еден водител таму што е твоето висше јас, она вика моето повисоко јас е она кое што ја види пошироката духовна слика.
Одговор што ме задоволува, ама ништо. Нема, што ти кажа, флоскуе. Доскоро Интелектуални композити. Кај се наоѓа тоа повисокоја? Значи поеми, гради поеми, насочи го следбеникот или читателот по поимот, Збуни го што повише. збуни го што повише, за да тој не знае каде се наоѓа, а тебе те смета за мајстор за ова духовност. Да, баш кај затоа што не знаеш, даваат некои методи да те иницирам за да дојдеш во контакт со твоето више јас и не треба да се сеќаш, оно самото ќе ти прати тебе информација што да правиш. И па еве баш за тоа се, значи постигнете свесен однос помеѓу себе и вашето више ја кое едва чека да зборува со вас. Без тоа и 100 години да се трудите, ништо не може да постигнете. Вучевиќ. И 100 години да се трудите, ништо нема да направите. А тоа најчесто се работи, Како ќе постигне некој свесен однос меѓу себе и повисоко ја? прво ми кажуваат што е високо, ја не го дефинира. Ама Ја не знам дефиниција, а еве јас ќе го отвара дефинирам за- свесност, да ни кажа за- како ќе се поврзаш со свесност. и ни ќе слушнат глас. Со муавет, Неминуумно. само И испитување. овие што се пациенти во Демирхи се не слушаат гласи. Ама од кај доаѓаат тези гласи, не е проблем на некој ниско астрален ентитет да се мести како твоето више јас. Значи невозможно е со центар на свесност да постигнете поврзување ако не сте свесен. Така. Значи необходно е да имаш свесност бе човече. Не можеш да толкуваш света книга, Библија, на пример, ако немаш свесност или поголема свесност од оно што е напишал и објавил. Ете така. Зашто Јунг го сведува селфот на Христос? Зашто знае што е Бог. Ете. Затоа го сведува. И дека сме ние реплики на тој всемоќен Бог кој што е направил нас. Значи ова докажува дека ова се све теоретски флоскули и чист рационализам. И правно го деле. Што не е И трагично. па, нормално се вртат во круг. Ама самиот им кажа за проекцијата. Нема промена во свеста, нема никаква промена во несвесното. Така. Кога немаш промена во несвесното, ти не можеш да бидеш свесен. Како ќе не си свесен? Точно. Ти си жртва на проекции, собствени проекции на величина, на идеја на величина. Па и нормално е Владимир да има да биде жртва на идеја на величина. Од сиромашна не е реализирана особа стана милионерка. Да. Со огромен број следбеници, со огромен број на луѓе кои што ја читаат, ја проучуваат, ја слушаат на секој чекор со тимна екипа која ги води и ги покажува секаде каде што гостува. Значи она се претворила во собствена корпорација голема. Чим има тим околу себе, Нормално е. пиар, Да. луѓе кои што комуницираат со клиентите место неа. Повеќе од гуру, можеме. Тоа е неминовно, тој процес сам по себе те крши и те води на тој пат. Да. Ти немаш да пришопари, ако забележи случајот на Нил Доналд Волш. Ист случај. Значи, кога бил бездомник и во спротивен случај, кога се седи дома со милионер со кога му плаќаат за интервју. Еве сега исто да се случи и со Ана. Исто ќе се случи со секој човек затоа што не може да го носи тој товар на слава, на богатство, на моќ. Затоа што тој дуализам е многу стварањето на парадокси е најголемо духовно добро, меѓутоа е неопходно спојување на тие парадокси, а разумот е неспособен за тоа. Апсолутно. И сега, за да фактички ние ја прошириме нашата свесност, потребен ни е инструмент. А таков инструмент ни го овозможува СЕК методот на имагинативна терапија. Јас сум автор и основач на овој метод и тој ми е даден. Се нарекува Spontaneous Awareness Visual Experience или спонтано свесно визуелно искуство. Неговите тоа е одлично оружје за спознавање на себе, тоа ја проширува свесноста, предизвикува раст и развој на психичките процеси во човекот. Методот ти е патентиран веќе. Да, методот е патентиран, врши спојување на фрагментираната свест, без зависност. Тоа е разликата. Така е. И овозможува предвидувачки визии Оно што кажа Јунг. и здраво и целовито функционирање на Апсолутно. човекот. Апсолутно. Тоа се и баш поради тоа е ефикасен. И сега би кажал како за А не употребуваш никакви надворешни, нели, стимулуси или стимулуси, да. ниту пак, нели, хипнотерапии. Самото од себе не го доаѓа кога ќе се употребува метода. Да.
Значи јас фактички како доказ на ова предвидувачко искуство го имав ова 2010 година, 2013 година, кога почина татко ми. Предходно го виде? Да, Дека ќе се случи тоа? се случи на 26 март, се разбудив наутро околу 5 часот и сопругата забележа и каже: Горан, шо е работа? Викам: така, викам, имам некоја визија, викам, и што ти е, што гледаш? Гледам, викам, зрак се пуштани од облак од небо, викам, и подига мртовечи ковчег, викам, и татко ми ќе умре, викам. Па кога, како, вика, па викам, ќе го закопаме, ќе се простиме од него на 10 април, а беше 26 март. Значи некаде 2 недели пред да се случи. Пред тоа да се случи, и помеѓу време татко ми имаше некоја маглива зона на 4 на 4 април, пардон. Имаше некоја маглива зона, се губеше притисок, му се качуваше 250-260 и пак му се враќаше назад, на 9 почина и на 10 го сахрани. На 10 му беше погребение. Ти тогаш предпоставам дека веќе ја работеше оваа метода, ама сам преку себе ја развиваше. И затоа донела такви јасновидски 2010 метод, година да. ми е дадена и јас ти кажам дека веднаш не објавувам ништо. Прво истражувам, запишувам, гледам, проверувам неколку пати, Браво. дури од кога ќе проверам нешто, дури тогаш го представам. И едноставно, знаеш, некогаш е многу тешко ваквите работи да се изнесуваат во јавност, затоа што луѓе на различит начин ги сваќаат. Баш заради тоа што ги сваќаат на различен начин, да им кажеме на некој, што многу ретко ги има читам, ние ги искаме да видиме. Горан, што таткото на психоанализата доживувал преку тој процес кој што го имаш веќе и ти на јасновица. Предвидел сериозни работи. Таткото на длабинската анализа или на оној што го открил колективната несвесна, а Фројд е на психоанализа. Така. Значи, битно е да осознаеме прво што ни кажува таа визија. Не, како пример само. Предвидел 2 светски војни? Па ги предвидел двете, па најдобар цитат за неговата свесност, Така. ќе ни даде баш оној кој што се прикажува како најголем критичар и кој го вели каде грешил Јунг, а тоа е големиот Џордан Петерсон, ќе го спомнам сега, Така? тоа во конотација малку карикатурална. Бог мил знае колку бил неговиот IQ, он не знае дека не е тоа IQ, дека тоа е свесност. Свесност. Именно. Кој успел и спознал и одредил патерни кои што траат и се наоѓаат 1000 година пред да бидат, пред да се случат. Така. Патерни кои траат 1000 години. Тие се тие архетипи и мандали. Шаблони. Шаблони. Или образци на однесување. Значи, он ги спознал 1000 години. Значи, свесноста овозможува такво нешто. Само свесноста овозможува такво нешто. За да не мислат луѓето кога зборуваме дека има, кој ќе добиеш мотивно предвидување дека е тоа нешто од типот на баба Вања, од типот на, не знам, исцелител некој баба Вања. Не, значи, не, вие ова го може секој човек. Тоа што ти се случило Да. тоа Горан, не токму метод како ти што си го развил или некој сличен. Нема друг начин. И па можеш фактички да почувствуваш дека ќе се деси нешто лошо или не. Така. Можеш на сон да имаш предвидувачки сон, или можеш преку визија, најаве, фактички тоа да го доживееш. Сонот е најчест Но ти канализатор треба- на Да, за ова ти треба вежба и кога ќе го извежбаш, ова иде спонтано тече. точно. Да, спонтано е многу битно затоа што нема присила. Присилата спречува искуствено доживување. Затоа е така. многу опасно, затоа разумот е опасен. Разумот е се нужност, секогаш применува убедување или присила. А присилата го спречува индивидуалното искуствено доживување и тоа е клучниот елемент за да се знае. И сега доаѓаме до тоа што ни покажува визијата. Значи ни кажува за нешто невидено, нешто што не сме го знаеле и не сме свесни за него. Спонтано свесно визуално искуство е пат до вистината за самиот себе. Символите на визијата се јазик на нашето несвесно, на нашата душа. Дали е возможно тие да се разберат преку разум? Невозможно е да се разберат преку разум. Неопходно е да поменат преку срце.
Значи, кога ние доживуваме? Кога чувствуваме? Дали ние постоиме кога чувствуваме или кога мислиме? Нека остане незагатнато ова прашање и неодговорено, можеби за некоја друга прилика. Да, затоа што верувам дека кај мене веќе погоди. Страшок интерес и знатижелја, ја верувам дека и кај гледачите ќе пробуди големо внимание и ќе сакаат, веќе кога загревавме малку на површината, ќе сакаат да влезат подлабоко. Затоа што сето ова што го зборуваш и тоа како се разликува од овие мејнстрим, нели? Тренери, вакви, онакви, хокус-покус, решавачи на човечките проблеми. Ова е нешто што дава, можеби потрнлив пат, но да дава ефективно решение за оние кои што ќе сакаат нели да го прифатат, да го Оние кои сакаат да навлезат во ова, кои сакаат свесно да се изберат партнер, кои сакаат свесно да стварат семејство и да градат семејство во кое што ќе имаат деца кои што ќе бидат свесни. Да не биде како ова што ви кажува, кои 10 ги сменив до сега и уште ќе менам дека нема не. Да. Значи фактички вие ако сте свесни, им овозможувате огромно објаснување на вашите деца. Нивните апаратчиња, компјутерци ќе се работат ослободене и без оптеретување. Тие ќе го впијат свесниот образец, а како такви ќе бидат многу креативни и ќе бидат многу интегративни. Значи ќе се поврзуваат и ќе функционираат извонредно. Животот ќе го сваќаат како една голема игра во која што тие се главни јунаци во нивниот живот, во нивниот филм. Нема да вараат чуда, да очекуваат чуда од други, него самите ќе ги прават. И тоа е клучниот момент. И сега сакам да го споменам ова при крај, дека мистичните увиди дошле до сознание истражувачи. Мистичните увиди и сознание се стекнуваат само низ лично искуство. Повторувам, само низ лично искуство, а не преку книгите и логичното и разумно размислување. Така е. Значи, добро да се запамти оваа работа. Само лично искуствено доживување. И да се навеку книги, спонтано свесно визуелно искуство. Да. Лично. Добро, тоа ми е дадено, јас го добив на визија и тоа. Добив на визија фактички. Тоа е нешто неверојатно кога ќе имате вежба долгогодишна пракса и ова, тоа почнува да ви тече само спонтано од себе и добивате увиди. Сликите се символ на јазик, сликите се јазик на невидливо, неопипливо, недофатливо. Јазик на свето и божествено. Не е говорот јазик на божественото. И тоа да се има пред. Да, сликите и символите. Значи, само преку искуствено доживување се спознава апсолутната, универзална вистина. И тоа е единствен пат кон стварноста. Овие состојби не можат да се достигнат со разум. И повторно, овие состојби не можат да се достигнат со разум. Не може да се стасува до апсолутна вистина, до универзален принцип со разум. Не може. Затоа ви е потребен алат, инструмент, а сега го имаме. Тоа е сејф методот на имагинативна терапија. На овој начин почнува раѓање на бесмртноста. Со свесноста доаѓа бесмртноста на човекот. Доаѓа време кога смртта ќе биде победена од смртноста, кога човекот ќе ја победи смртта. Така. Тоа ќе се случи кога ќе го промени етерот во себе, кога стравот ќе биде заменет со љубовта. Со промена на етерот ќе се промени есенцијата во и на човекот. Нашата вистинска внатрешна природа припаѓа на духовниот свет. Кога ќе го освестиме нашето несвесно, ќе се повржеме со нашето несвесно и ќе станеме едно со него, тогаш нашето духовно битие ќе екзистира истовремено и во третата и во четвртата димензија. А и во петата, што не би. Па, јас ги наведов овие две како круцијални, затоа што постои димензија во која што вие кога ќе отидете таму и ќе бидете, значи, со самото ваше мислење се менува све. Меѓутоа не се материализира. Така. Се што помислиш, се ствара. Све, што го да помислиш, се ствара. Меѓутоа, ништо не се материализира. Точно. А неопходно е фактички да дојдеме до материализација на она што го оствариме како наша свесна цел. И мислам дека ова е многу убава завршница за оваа емисија. Подлично и инспиративно, барем за мене, верувам и за сите гледачи кои што вечерва беа дел од овој подкаст. Задоволствено преголемо што во Македонија има луѓе како тебе кои што
се тотално спротивни од она рационално толкување на човечката психа и се надевам дека ќе го почнеме тој циклус, нели, објаснување на методот СЕЙ, нели, за спонтано свесно визуелно искуство, тоа го се сложуваше. А другото кој што ќе ги допрат, нели, првичните увиди и методи, после тоа ќе почнат да доаѓаат, нели, и во вашиот сейф центар во Куманово. Се сложувам во Так. со тебе, меѓутоа мислам дека моите книги го опишуваат тој пат на индивидуација. И мислам дека со секоја книга носи нешто ново и делува како надоградба. Па ќе почнеме од првата книга и она основата, за да луѓето имаат увид за што се случува, како и што е различно од она што го промовираат психологијата, психотерапијата, или пак луѓето коучингот и луѓето кои се на фактички НЛП и други методи, и фактички да видиме што е тоа пошто се разликува и на кој начин многу поблиско и реално да го прифатат и овој метод и да можат да работат со него. Значи обезбедивме најмалку 10 епизоди. Што се однесува до книгите, да. Така е. Мене тоа ме прави искрено среќен, затоа што ќе имаме можност да, нели, дискутираме на овие и тоа како битни суштински работи. Суштествени теми за разговор и мислам дека за секој човек од огромно значење, поготово за нас како мала земја и за нас како македонци. Грон, ти благодарам што беше вечерва дел од психолошка училница. Веќе психолошка училница со тебе добива нова форма и лик, многу почист, појасен од она што претходно сме го презентирале во неја. И верувам дека бенефит од тоа ќе имаме и јас и сите, нели, оние кои што ќе гледаат и ова и наредните емисии со тебе. Се гледаме, значи, во многу брз, краток период повтор. И се надевам дека ќе обезбедиме, нели, добра тема со толкување на првата твоја книга. И благодарам за гостопримството уште еднаш. Беше прекрасен домаќин. Ги поздравувам гледачите и посакувам свесност и поубаво утре. Задоволството беше мое. Вам, драги гледачи, најдобра публико на цел свет, ви благодарам што и денеска бевте дел од YouTube каналот Слободен свет и од психолошка училница. За брзо, значи, со нова тема и со нашиот прекрасен гостин се гледаме не повеќе од 10 дена. Поздрав. Поздрав.